Клучот за распределба на парите од турски ТАВ, кои беа наменети за изградба на карго аеродромот на територија на Штип и Свети Николе, се квалитетните проекти, кои ќе ги дадат општините, а најголем дел од средствата преку проекти сепак ќе пристигнат во Штип. Ова е ставот на премиерот Зоран Заев. Второ, овде имаме една специјална клаузула на Штип да вратиме повеќе, затоа што тука беше предвиден аеродромот, кој што за жал не ги исполнува никаквите стандарди, ни од ветришта, ни од обем на патници, ни од обем на потрошувачи, нема никаква одржливост. Оти ако имало 2008 прилика договорот, до сега барем нешто ќе почнало да се врши, немале храброст веројатно претходниците кои што управува со Македонија да го соопштат тоа во јавноста. Еве сега во моментот правните служби веќе ги прават анексите за да може тие пари да се реалоцират, штом ќе бидат правно формално реалоцирани, ние на табелата на проекти доставени до нас, а Штип, Радовиш, целиот овој регион има, Свети Николе има доставено проекти кои што ќе одлучуваме. Верувам ќе зависи најповеќе и од квалитетот на проектите. 45 милиони евра требаше да чини карго аеродромот, од кои 10 милиони евра ќе одат за осовременување на двата аеродроми во земјава. Останатите 35 милиони евра треба да пристигнат во општините со изградба или реконструкција на училишта, градинки, водоводи и канализации. На нив додаваме 25 милиони евра пари, кои што се заштеди од јавните предпријатија. Ќе кажам неколку, тоа е јавното предпријатие Службен весник, метрологија, дивидендата од Телеком и такви некои активности, заедно прават 60 милиони евра. Имаме резервоар од некои 12 милиони евра во транспорт и врски. 55 милиони евра дополнителните кредити кои што ги зимаме, правиме една сума од 110 милиони евра, тоа се огромни пари за Македонија колку е по територија, за да може да имаме за училишта дополнително покрај буџетските пари. Ова се екстра пари за училишта, за детски градинки, за фекални атмосферски канализации. Целта преку овие проекти е покриеноста на канализационите мрежи низ земјава од едвај 18%, да се зголеми на 40% во селските средини.